Лошото држење на телото, дебелината, слабата физичка активност се дел од причините за појава на сколиоза, кифоза, лордоза и спондилоза. Тоа се само дел од проблемите кои професорите по физичко и здравствено образование ги забележуваат кај децата. Според нив, тешките ранци, слабата физичка активност, лошата исхрана и седењето со телефон се главна причина за лошото држење на телото. Правиме мерења, значи секоја година децата се мерат висина, тежина, правилно држење на телото и веднаш се забележуваат децата кои имаат лоши држење. А има искрено има доста висок. И гојазност и многу лоши држења, поготово сколиоза во страна, лошо носење на чантите, многу книги во чантите, лошо седење во страна, стоење на една нога и така натаму. Значи се тоа влијае на правилен развој. А мускулите ако немаат физичка активност се млитави, значи не се развиени мускулите, не се издолжуваат, не се јаки мускулите да го држат телото и работат прави. И скелетниот систем го држат мускулите, значи колку повеќе поразвиени мускули, и затоа децата држат. имаат проблем со правилното држење на телото. Покрај физичката активност, здравата исхрана, исто така како добра превентива е и масажата на грбот, со цел да се отстранат болките и да се спречат несакани последици. Јас имам видено девојчиња на 21-22 години со шилци на кичмата. Тоа е веќе спондилоза во добар развој. За да не дојде до тоа, масажата е и лек и превентива. Тој исто така посочи дека лошото облекување во зимските денови, студ и различни надворешни фактори имаат влијание врз овие проблеми кои може да го зголемат нивото, но може да се спречат доколку се трудат да интервенираат навремено и да ги применуваат советите.